Дали граѓаните на Македонија од источниот и од западниот дел се со диаметрално спротивни интереси или пак се работи за различно сваќање на животот, проблемите и вкупните општествени текови? Ова прашање се наметнува по неодамнешните протести на граѓаните во 5 града во западниот дел на државата поради поскапувањето на струјата, што представува сериозен удар по нивниот џеп. Речиси, неверојатно е што во ниту еден град во Источна Македонија немаше организирано протест, што може да се толкува на два начина. Првиот е дека граѓаните не веруваат дека со протест можат нешто да променат, а вториот дека тие се побогати од западњаците, што статистички не е точно, па може да поднесат вакво 7% зголемување. Има тука и трети размислувања, а тие се дека некои протестичари ќе ги обои политички, односно опозицијски. Или нека протестираат тие, ако променат нешто, ние секако ќе сме во добивка. Кога сме кај тие што протестираат и тие што не протестираат, баш би било добро државата да ги прифати барањата на првите, па вторите да останат со отворена уста. Тогаш и тие ќе се охрабрат да излезат на протести, ама тоа е веќе сосема друга ситуација. Инаку и истокот памети протести, ама главно партиско-политички, што не зборува за чисто граѓанско организирање против одредени негативни појави. Протестирала опозицијата, протестирала и позицијата, протестирале поразените на избори, па и вработени во фирми. За жал, нема помасовни граѓански протести за неконтролираната експлоатација на термалните води, за соголување на шумите на Соголските планини и на Плачковица, за загадување на животната средина и уште многу други проблеми и прашања од општ интерес кои се подеднакви битни за сите граѓани.